Кои се вашите први сознанија од разговорот со колегиве во Србија? Во секој случај немил настан кој предупредува. Прво би сакал да изразам сочувство на сите блиски на загинатите, особено на оние на нашиот сограѓанин. Првите сознанија, она што не е спорно е тоа дека до уривање на стрешницата дошло поради попуштање на затегите на кои што таа се држала на едниот свој крај. Зошто е дојдено до нивно попуштање таков, до еден крт, ненадеен лом, тоа допрва треба да се истражува. Од она што можам врз основа на досегашно искуство и врз основа на информациите што ги имам, да го истакнаме дека можни се неколку сценарија, меѓу кои можно е да дошло до траеност на челичните затеги на настрешницата. Меѓутоа, со оглед на тоа што во периодот што е изминат имало одредени интервенции на зградата на железничката станица, можно и да се правени некои зафати кои што придонеле на вакво нешто. А можно и да е комбинација помеѓу траеност, бидејќи сукцијата е скоро 60 години стара, и секако нешто со што е пореметена незината носивост, односно стабилност. Како реагира вашите колеги кога се согледуваат размерите на оваа голема трагедија? Па да, секако е непријатно за сите, особено градежните инженери ова го чувствуваат и како мал пораз на струката и на дејноста, без разлика дали некој е директно вклучен во тоа или не, меѓутоа тоа укажува на непочитување од страна на надлежните органи на змеењето, односно на потребата од редовно одржување на конструкциите, особено оние што се полесно ранливи, што е многу исклучително битно, а второ да дејноста им се довери на оние кои што навистина имаат знаење и без никакви импровизации да се извршуваат работите во ова крајно одговорна дејност. И ние имаме градби од тој период, кога била градена железничката станица во Нови Сад. Каква е состојбата кај нас и дали има, например, да кажеме, критични објекти или критични места каде што би требале, водени од искуството по ова несреќа во соседството, да научиме на нивна грешка и да преземеме некакви активности, на кои делови или на кои објекти или воопшто некој совет што би требало да се прави? Да. Секако дека имаме многу објекти од тој период, и не само тој период мислам, зависи од квалитетот на нивната изградба и степенот на одржување. Мораме да се освестиме и да преземаме мерки кои што навистина се неопходни за конструкции кои што можат да предизвикаат катастрофи дури од пошироки размери. Не сакам да спомнувам што се може да предизвика уривање на некој мост, едно нестручно водење, односно стопанисување со овие објекти, забрани уште повеќе за некои други објекти кои што се по-критични и по-чувствителни на времето, на староста, изградени во период во кој што имало тенденција на штедење на материјалите. Тоа се карактеристично за 60-ти години, кога поголемата потрошувачка на бетон, челик, арматура се сметала за злодело. Се зборувам за поголема од она што некој мислел дека е доволно. И сето тоа кога ќе се земе предвид, навистина треба да се преземат соодветни мерки да во оваа дејност влезат луѓе кои што и бидат луѓе кои што имаат одговорност, кои што имаат знаење и имаат соодветно искуство. Тука сакам да напоменам и важноста од формирање на еден млад инженерски кадар, кој ќе може и во иднина да се справува со овие конструкции, со овие задачи кои што се стојат не само во областа на градење на нови објекти, уште повеќе во одржувањето на постојните. Грешките не се случуваат само кај другите. Значи, трагедиите не се случуваат само на другите. Затоа треба да бидеме свесни.
и да не ги оставаме работите недоречени, така со доза на некој лажен оптимизам дека тоа нам не може да ни се случи и така натаму и така натаму. Откако ќе се случи е доцна. А кај нас има ли да кажеме некои објекти без разлика од времето на изгледа со кои од вашето искуство би требало веднаш да се позанимаваме? Па, имаме многу мостови, имаме градски мостови во Скопје кои што се градени во тој период. Имаме мостови кои што, како што е мостови идентификација, на пример, кои што покажале одредени слабости. Имаме мостови по патиштата низ Македонија кои што се градени почеток на 60 години и кои што се уште во употреба. За среќа тие се снимени во изминативе неколку години, даден е приоритет на оние кои што се во најлоша состојба, но тоа мора да биде систем, значи тоа не треба да зависи од поединци. Мора тоа да се воведе како систем, редовна контрола, детална контрола, одржување. Тоа мислам дека се уште не можеме да го сватиме дека е неопходен дел од целиот процес.